На 12-тото годишно собрание на Текстилното трговско здружение Текстилен кластер на Република Македонија, кое се одржа во Прилеп, представниците на поголемите текстилни компании од земјава разговараа за проблемите со кои се соочуваат во последниве години, како последица на се поголемата незаинтересираност на младите луѓе за изучување и работа во текстилната индустрија. Текстилците причината за таквата состојба ја лоцираа во несоодветната поставеност на македонскиот образовен систем во смисла на предимство на гимназиското образование наспроти стручните средни училишта. Па најголеми проблеми во текстилната индустрија, мислам и во другите индустрии, е работната рака. Рапидно таа од година на година се повеќе и повеќе опаѓа. Старосната структура се повеќе и повеќе се зголемува према возрастност и со тоа ние сами као компанија имаме тешкоти, а исто така и не сме интересни за нашите купувачи во иднина. Е потребно стимулација на младите луѓе како да се ориентираат према природните науки. И со дестимулација. Значи, почнувајќи од средното образование, овде падна една од дискусиите, дека и наши мислење, тоа е као текстилен кластер, дека најголема грешка е да сите осмоделенци морат да одат на средно училиште. Тие работи ние можеме да ги изрегулираме со закон. Тој закон може да биде со стимулација, давање на стипендии од државата или од самите компании, према ученици кои ќе одат да студираат технички или да учат технички средни училишта и да студираат технички факултети. На средбата, освен собствениците на поголемите македонски текстилни компании, присуствуваше и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владо Поповски, кој ги изслуша барањата на текстилците за надминување на актуелната неповолна состојба во текстилната индустрија, а најави и некои нови мерки од страна на државата за убlažување на проблемот.